78% од вас кои ги гледате моите видеа се уште не сте претплатени. За понатамошен развој и унапредување на овој канал потребна е вашата поддршка во форма на претплата или subscribe. Вас тоа ви одзема неколку секунди, а мене вашата поддршка ми значи многу. Интересни факти кои можеби не сте ги знаеле за мачките. Ако мислите дека знаете се за мачките, се лажете. Носот на секоја мачка има уникатни мали бразди, исто како што секој човек има различен отпечаток од прст. Срцето на мачката чука 2 пати побрзо од човечкото срце, помеѓу 110 и 140 очекувања во една минута. За време на нејзиниот репродуктивен живот, мачката може да добие повеќе од 100 мачиња. Мачката скоро никогаш нема да замјаука на друга мачка. Овој звук е резервиран исклучиво за луѓето. Мачките спијат во просек 16 часа на ден, повеќе од било кој друг цицач. На мачките им треба 1/6 од количината на светлина што им е потребна на луѓето за да гледаат. Нивниот вид во мрак е неверојатен. Иако кучињата можеби имаат подобро чувство за мириса, мачките имаат многу подобар слух. Тие може да слушнат звуци на 5 пати поголема далечина од луѓето. Никогаш не ја хранете вашата мачка со храна за кучиња. На мачките им треба 5 пати повеќе протеини од кучињата. Мачките секогаш на крајот на секој оброк веднаш се бањаат. Зошто? Нивниот инстинкт им кажува дека тие треба да се ослободат од мирисот на храната за да не бидат нападнати од страна на друг предатор. Мачката ја користи својата опашка како што одачот на јаже се користи со долг стап, како противтежа за да ја помогне за да одржи равнотежа. Опашката исто така се користи и за комуникација. Дали сте знаеле дека мачките може да слушаат движејќи и ротирајќи го одделно секое уво? Или дека нивните мустаки може да детектираат движење 2000 пати помало од ширината на човечката коса. Мачката мустаките ги користи како сетилни уреди да утврди дали постои можност да се протне низ некој тесен простор. Мачките можат да скокат 7 пати повеќе од нивната висина. Мозокот на мачката е посличен на човечкиот мозок отколку на кучешкиот. Мачките можат да гледаат бои. Истражувањата покажаат дека мачките можат да прават разлика помеѓу црвена и зелена, црвена и сина, црвена и сива, зелена и сина, зелена и сива, сина и сива, жолта и сина и жолта и сива боја. Мачките немаат вистинска клучна коска и затоа генерално може да се провлечат во или преку било кој простор во кој им поминува главата. Исто така нивните коски во рбетот се екстремно флексибилни, овозможувајќи им да го протираат телото на чудесен начин. Домашните мачки или било која друга мачка немаат 9 живот. Тие исто така не се дочекуваат секогаш на нозет. Иако тие имаат најдобро чувство на равнотежа меѓу сите животни. Мачките одат со двете леви па со двете десни нозе. Единствени други животни кои така одат се жирафите, камилите и одреден вид на волт. Мачкини бакнежи. Ако вашата мачка некогаш ве гледала во очи и трепнала полека, можно е дека ви спратила бакнеж. Треба колку што е можно почесто да зборувате со својата мачка. Мачките сакаат да го слушнат своето име и да ви го слушаат гласот. И тоа беше се за ова видео. Се надевам дека ви се допадна изборот на тема за ова видео. Ако е тоа така, ставете лайк и посебно оние кои се нови канал, subscribe, со што би дале максимална поддршка за понатамошен развој на овој мој канал. А ние се гледаме и слушаме во моето следно видео за неколку дена. До тогаш, писал, час!